Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Да ја видиме најавата за содржините вечерва. Кој е узбекистанецот од Прага што плаќа лобисти во САД да пишуваат против СЈО? Is this Mr. Beksot Isakjanov? Yes. Историјата на лобирањето во Соединетите Американски држави памети случаи во кои странски влади и странски политички партии се зацкривале за невладини организации. Двојазичност на дело. Во Гевгелија повеќе се зборува грчки отколку македонски. Ми пречи за тоа. Не сме в Грција, в Македонија сме. Ни грчки ми пречи, ни англиски, ни албански, ништо. Економијата да се живее, народот да има за живеачка. Кога е во прашање бизнис, нема прашања за идентитетот. Јас сепак опасноста не ја гледам во тие патриотски здруженија, туку во структурите во МВР, кои се примени во последните 10 години, кои се уште се обидуваат слепо да извршуваат задачи на директорот Шавков. Што е легална градба, а што дивоградба во Центар по поништувањето урбанистички планови? Се што не е законски од страна на инспекцијските служби, односно службите во општина Центар, ќе да се даде предлог за се што е издадено од страна на општина Центар да биде поништено. Не може да има ретроактивно действие спрема чинителите и спрема тие кои што се најдиректно засегнати. Ке се градат ли панорамското тркало и улицата на Кеот? Да се биде триатлонец не е лесно, а да се биде 14 годишен триатлонец од Радовиш е вистински предизвик. Па наутро во 6 часот одам на трчање, потоа одам на училиште, па после училиште одам на возење велосипед и во приквечерните часови или одам на пливање или трчам повторно. Но каква е жртвата за да се стигне до еден пиедестал? Таткото дал отказ од работа, ја продал колата, земал кредити. Зошто државата не инвестира во талентите? Верувам дека ова е доволен мотив да останете со нас до самиот крај и да ја видите и саботажата. Се враќаме многу брзо. Ова е емисијата 360 степени. Продолжуваме да го истражуваме случајот со узбекистанецот од Прага кој најмува лобисти во САД за, меѓу другото, да пишуваат текстови против специјалното обвинителство на Катица Јанева. ВМРО ДПМН негира дека има релации со фондацијата на узбекистанецот и со лоби компанијата Меркюри, а историјата на американското лобирање памети интересни случаи во кои вистинските нарачатели на лоби услугите се зацкривале за други субјекти. Има дури и судски пресуди за нелегално лобирање. Владимир Мирчевски со нови детали за случајот во кој има индикативни совпаѓања на интересите и активностите на ВМРО ДПМН, Њујоршката фондација Либертас на узбекистанецот Бексот Исакџанов и на лоби фирмата Меркюри, блиска до актуелната републиканска постава во Белата куќа и Конгресот. Во четвртокот 6 април го побарав узбекистанецот Бексот Исакџанов на американскиот телефонски број оставен како контакт за фондацијата Либертас. Is this Mr. Beksot Isakjanov? Yes. This is Vladimir Mirchevski, journalist from Macedonia. Who is sorry? I'm a journalist. I'm a reporter from a news show in the Republic of Macedonia. Do you have a couple of minutes? Yes. Yeah, I was just wondering if it is possible for you to give us a statement concerning the activities of your foundation, Libertas, concerning lobbying in Macedonia and the region. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hello. Лицето од другата страна на телефонската линија прво потврди дека е Бексот Исакџанов, но кога дозна за што го бараме го прекина разговорот. Сите наши следни обиди да го обновиме контактот со него беа безуспешни. Please leave your message for. Се обративме до компанијата Меркюри, која узбекистанецот Исакџанов од името на фондацијата Либертас ја најмил за лоби услуги за Македонија пред американските власти.
Во имејлот што го испративме на повеќе контакт адреси на Меркјури прашавме за какви конкретно лоби активности поврзани со Македонија станува збор. До овој момент одговор не стигна. Дополнителните проверки на 360 степени открија нови интересни елементи од неколкумесечната историја на односите на фамозната фондација Либертас и моќната лоби фирма Меркјури. Ова извештај од поднесен од Меркјури до Конгресот за првите 2 месеца од соработката со фондацијата Либертас за периодот од август-септември минатата година. Во него освен потврда дека за тој период фондацијата и платила на лоби компанијата $40,000 за услугите, нема детали за што точно лобирала Меркјури во името на Либертас во Конгресот. Во графата конкретни прашања за лобирање наведена е една општа одредница, дека лобирањето се однесува на европско управување и граѓанско општество. Овој терк е повторен и во извештајот за периодот од октомври заклучно со декември 2016 година. Потврда за нови $40,000 од Либертас за Меркјури за лобирање за европско управување и граѓанско општество. Овој период од партнерството на Меркјури и Либертас коинцидира со посетата на делегацијата на ВМРО ДПМН предводена од Никола Груевски на Конгресот, која се случи на почетокот на октомври. Јавноста се сеќава дека при тоа Груевски, меѓу другите, се сретна со конгресменот републиканец од Њу Џерси Крис Смит, кој на изненадување на многумина Македонија под водство на Груевски опиша како функционална демократија во која владее правото. I've been very impressed with Prime Minister Gruevski's leadership. He's a very straightforward leader, a person who really wants to take Macedonia into a even better future. He has a great track record. He's very seasoned, very much committed to the rule of law and democracy. Потоа, во јануари годинава, токму конгресменот Крис Смит се појави како првопотпишан на писмото од неколкумина членови на представничкиот дом, со кој од американскиот амбасадор Джес Бејли се бараше објаснување дали бил пристрасен во политичките случувања во Македонија. Во истиот период се појави иницијативата Стоп операција Сорос, која стигне и до Капитол Хил. Од ВМРО ДПМН велат дека немаат никакви релации со Меркјури и фондацијата Либертас, но од втората половина на 2016, како што веќе објавивме, датира и клучниот јавно достапен елемент што ги вкрстува интересите на Меркјури, Либертас и ВМРО ДПМН. Имено лобистот на Меркјури, Адам Ерели, кој официјално се пријавил дека ќе лобира за потребите на фондацијата Либертас во ноември 2016, објави текст во која критикува работата на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева. Историјата на лобирањето во Соединетите Американски држави памети случаи во кои странски влади и странски политички партии се зацкривале за невладини организации. Еден од поекспонираните примери е оној со партијата на поранешниот претседател на Украина, Виктор Јануковиќ. Неговата проруски ориентирана партија подолг период лобирала во Белата куќа и во Конгресот, камуфлирајќи се зад невладината Европски центар за модерна Украина. Случајот неодамна беше јавно обелоденет и предизвика големи контроверзии во американската јавност. За примерот да биде уште попарадигматичен за Македонија, една од двете фирми што имале договор со невладината, а де факто лобирале за Јануковиќ, е токму Меркјури. Казните за лоби компаниите што не ги декларираат вистинските клиенти за кои работат одат до 5 години затвор и $250,000 глоба. Во 2010 година поранешниот конгресмен Марк Силџендер беше осуден на 1 година затвор откако американското судство оцени дека учествувал во финансирање меѓународен тероризам со неговата лоби работа за една добротворна организација од Судан. Лоби компаниите и политичките консултанти во САД во одредени случаи избегнуваат да се регистрираат според законот за застапување странски ентитети, зашто може да страда нивната репутација кога ќе треба да пријават дека примаат пари за да застапуваат интереси на недемократски странски влади и партии. Гевгелија, град на крајниот југ на Македонија, е пример за двојазичност на дело. Не онаква на каква првично не асоцира терминот двојазичност, туку македонско-грчка. Градот е полн со надписи на грчки, а голем број млади и возрастни течно го зборуваат јазикот на јужниот сосед, зашто така заработуваат. Причините се практични. И кога се во прашање бизнис и пари, никој не прашува ниту за идентитет, ниту зборува за уцени. Зоран Јовановски ја донесува сторијата за двојазичноста на гевгелиски начин. Гевгелија е град со околу 16.000 жители и невообичаен шмек. Веќе долго време си има своја неофицијална двојазичност. Уште на влезот во градот ве пречекуваат различни знаци, билборди, реклами.
на македонски и грчки јазик. Па јас сум еден од тие. Ја прилично го зборам грчкиот. Кај ќе одиш у продавница, не ти одговоруваат на македонски, на грчки. Гевгелија е на самата граница со Грција. Слушнавме дека за викендите ја посетуваат од 4 до 6.000 грци дневно. Ήρθαμε και εδώ κάμε εκτός αριάκια, με γέλουμε να χωρούν τα δόκια μας. Најизразито е четврток. Четврток, ако не се они, половината роба на пазарот ќе остане, да се разбереме. Самите изјавуваат дека е поевтино за нив. Некои грци се почувствувале толку добре дојдено што решиле да се преселат во Гевгелија, најмногу поради пониските трошоци за живот. Στην Ελλάδα έζησα πολλά χρόνια και ήρθα τώρα 4 χρόνια εδώ στο Γευγελί. Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ καλά. Одењето на Забар е една од главните причини поради која грците секојдневно ја минуваат границата. Еден порцелански зап овде ги чини околу 50 евра, а во Грција околу 150. Песмо орма ќе питта, гост? Кошта коци. Песмото ќе ни досно, екси не? Екси не обмета. Не? Никаде не се. Да се рекси. Проблем е кардеа пиеси, алергијска бене јесте? Од јазменуне? Време на скине? Ήρθα στο Γευγελί, μέσω αλουνού γνώρισα τον Βασίλη, τον γιατρό, για να κάνω τα δόντια μου. Δεν έχω έρθει αποκλειστικά μόνο για τα δόντια ήρθα. Αυτή τη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή ίσως ασχοληθώ και με το παζάρι. Генерално, од 80% од пациентите што доаѓаат кај нас во ординација се грци. Голем процент од луѓето во Гевгелија зборуваат грчки. На тој начин да си улесниш и комуникацијата и да се разврши настану со нив. А έχω κι άλλο φραγισμένο. Ναι, αυτό το διπλανό και αυτό έφυγε και τώρα θα δούμε τι γίνεται, εντάξει. Основна движечка и економска сила во Гевгелија се грчките државјани. Дали дел од нив одат на стоматолог, дел од нив пазаруваат, дел од нив користат козметички услуги, користат услуги во областа на ресторанството. Ова е еден од гевгелиските ресторани во кој грците се најчести гости. Дома велат, не си одат со празен стомак. Πώς την τάχτα να πει, αυτό δεν περίμενες και σαν απλώς περίμενες να μας βγάλουν εμάς. Καλησμένη πάντα. Καλημέρα κύριος. Καλημέρα. Είστε καλά? Μια χαρά. Φάγατε καλά? Φαγητό? Τέλεια. Περφέκτο. Και μας ξέρουν χρόνια που ερχόμασταν Σαββατοκύριακο από Θεσσαλονίκη και μέχρι και τώρα κάνουμε παρέα μαζί τους. Ποτέ. Όταν ήθελα κάτι, αμέσως με βοήθησαν. Και τώρα ακόμα, ό,τι χρειαστώ, πάντοτε με βοηθάνε. Οι φίλοι μου, εδώ. Дека гевгелиските угостители сакаат колку што е можно подобро да ги услужат своите грчки клиенти, покажува и двојазичното мени, кое може да се види речиси во секој ресторан во Гевгелија. Кај нас нормално менито да е направено на грчки затоа што 80% не се грци. Како се разбирате со муштериите? Па види, го знаеме грчкиот јазик. Повеќе, значи, и во ординациите, еве и во самопослугите, дали во бутиците или во ресторант, мора да знаеш грчки. Пред месец дена имаше од грчката страна штрajкуваат трактористите. Блокада на границата. И грците и нашите гости не може да дојдат. Па нашите дојдат во Грција. Ти кажем право, беше страшно во Гевгелија. Празно, пусто. Ние дори сега дававме принудно и слободни денови да се земе и одмор.
А ако продолжеше месец дена и повеќе, ти кажем право, некој ќе треба да стави и клучот на дали ресторант, дали некоја самопослуга, дали некој бутик. Грците ги сакаат нашите специјалитети. Бурекчилницата на Десан Калчинова е исто така едно од нивните омилени места. Бурекот им се допаѓа. Значи го немаат во таква форма како што ја правиме ние, меѓутоа е нешто што го конзумираат редовно. Значи причината е токму бурекот кој што влегуваат да не посетат. Алчинова има и голема извозно ориентирана компанија за преработка на овошје и зеленчук. Но производите започнала да ги пласира и во гевгелиските маркети и увидела дека продажбата е солидна. Дури 80% од робата ја купуваат грци. Вели дека бизнисмените од Гевгелија морале да научат грчки, зашто повеќето грци што доаѓаат не знаат ниту македонски, ниту англиски. Наидуваме на големи коментари, значи и на критики од страна на другите градови во Македонија, зошто се јавува двојазичност, тоест зошто надписите се на македонски и на грчки јазик, меѓутоа едно треба да ни биде јасно, Гевгелија е погранично место кое што важи за едно од побогатите градови во Македонија и еден од најскапите градови во Македонија, поготово за зелениот пазар, за производите во маркетите, за исто така и за бутиците, баш заради тоа што е голем број на грчки посетители во текот на неделата. Според податоците од Агенцијата за вработување, Гевгелија е на првото место по вработеност во земјава. Работат дури 95% од луѓето. Ги прашавме дали им пречи оваа локална двојазичност. Не ми пречи ништо. Значи, колку ше повеќе јазици, толку подобро. Ни грчки ми пречи, ни англиски, ни албански, ништо. Економијата да се живее, народот да има за живеачка. Ми пречи за тоа. Не сме в Грција, в Македонија сме. Не, мене воопшто не ми пречи. Тоа е... Што не ви пречи? Па тоа што го има надписи и на грчки, бидејќи тоа е од економски гледна точка. И они не викат Скопје на нас, не викат македонци. Сега проблемите меѓу политичарите, тие си ваѓаат очите. Задоволството е взаемно, но моќта е кај грците, зашто во случајов тие ги оставаат своите пари во Гевгелија. Затоа на гевгеличани им останува да учат грчки. Мнозинството нема проблем со тоа, најмалку идентитетски. Се мобилизираат патриотски издруженија, објавува делот домашниот печат. Една искра може да го запали Балканот, вели Никола Груевски за Српски блиц. Кој се игра со оган? Каква е опасноста од параструктури? Која контролира полицијата? Александар Димитриевски разговараше со Горан Митевски, директор на УБК и на Бирото за јавна безбедност во МВР во времето на конфликтната 2001. Ако СДСМ се обиде насилно да избере председател на собранието, тогаш одговорот на ВМРО од ДПМН ќе биде жесток и соодветен. Ова изјавата на председателот на ВМРО од ДПМН Никола Груевски дадена вчера, а по 4 месеци откако Македонското собрание не може да избере ниту спикер, ниту пак надлежна комисија. Дали во оваа изјава гледате еден израз на демократски отпор, или пак гледате можеби повеќе како на изјава која што и самата претендира на уривање на поредокот? Самиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија кажува дека Македонија е заробена држава, дека демократските институции не функционираат. Тоа го користи лидерот на ВМРО ДПМН и се обидува со притисоци да не дозволи да се постави председател на собрание и да се избере нова влада, односно мнозинството по мирен пат да формира влада во Република Македонија. Од тие причини сметам дека во наредниот период, доколку не се засили меѓународниот притисок, не се воведат санкции спрема одредени политичари кои го кочат формирањето на новото владино мнозинство, дека може да дојде до одредени немили ситуации при обидот на формирање на парламентарното мнозинство надвор од салата на собрание во некоја друга сала на некој друго место,
што би било протолкувано од страна на мнозинството во ВМРО ДПМН дека е формирана паралелна институција и дека е тоа обид за формирање на паралелна влада која нема помирен пат да ги преземе министерствата во Република Македонија и тоа е отворен повик за конфликт и во самите институции и на народот на улица. Некаков развој секако мора да има, дали тоа ќе биде мирен или се разбира ќе видиме, но доколку дојде до несакани ситуации како што велите, клучен фактор за зачувување на редот, а и работата на институциите ќе биде полицијата. Но кого мислите дека ќе слуша полицијата? Министерот Нухију или директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков? Законот за внатрешни работи и законот за полиција се многу јасни во тој дел, дека директорите се именуваат по предлог на министерот, а ги именува и разрешува владата на Република Македонија. Очигледно е дека оваа ситуација не може тоа да функционира така, бидејќи овие двајца сегашни директори не се по предлог на министерот Нухију и тие директно се подчинети на на досегашната владачка партија ВМРО ДПМН. Меѓутоа, проблемот е што секторите за внатрешни работи во министерството се директно под контрола согласно законот за полиција на директорот на Бирото за јавна безбедност. Тоа значи дека доколку нешто се направи обид за насилен влез во собранието при избор на нова влада, не може да се предвиди со точност како ќе реагира секторот за внатрешни работи Скопје, кој е под директна контрола на директорот Шавков. Тоа создава можност за поделеност и во Министерството за внатрешни работи и можност министерот Нухију да не може законски да постапува, односно да очекува од неговите подредени да функционира Министерството согласно законот и Уставот на Република Македонија. Еве во соглед и нови работи што ги кажавте, само ќе потсетам дека викендов имавме неколку наслови бомбастични во домашните регионалните медиуми. За пример, Македонска република пишуваше за мобилизација на патриотски здруженија кои што се спремни да реагираат во секој момент. Српски Блиц објави интервју со Груевски каде тој вели дека една искра е доволна да го запали цел Балкан, па прашањето е кој е нападнат, кој си игра со оган, Митевски? Дефинитивно се нападнати демократските институции во неможност новото парламентарно мнозинство да формира влада. Меѓутоа, секој обид за ова да се забрза, тоа формирање на изборот на председател и формирање на новото коалиционо владино мнозинство, во овој момент предизвикува тензии и можност за ескалација на судири со помош на тие патриотски здруженија кои се формирани во овој период, кои вршат притисок за да не дојде до паралелна седница на парламентот на Република Македонија. Јас сепак опасноста не ја гледам во тие патриотски здруженија, туку во структурите во МВР, кои се примени во последните 10 години, кои се уште се обидуваат слепо да извршуваат задачи на директорот Шавков и не го почитуваат законот за внатрешни работи и законот за полиција. Тука е единствената опасност за ескалација меѓу народот, без разлика дали е тоа меѓу македонците или при евентуално демонстрирање на албанците по повик на некој од албанските политички партии. Јас се надевам и сум оптимист дека до тоа нема да дојде, дека целата ситуација ќе се реши постепено, како што реков, со меѓународен притисок и со преовладување на разумот на крајот и кај председателот Иванов и кај лидерот на ВМРО ДПМН господинот Груевски, да не дојде до голема ескалација и судири меѓу народот во Република Македонија. По разговорот со Горан Митевски ќе направиме уште една пауза, а по неа следуваат нови атрактивни содржини. Што е легална градба, а што дивоградба во Центар по поништувањето урбанистички планови? Се што не е законски од страна на инспекцијските служби, односно службите во општина Центар, ќе да се даде предлог за се што е издадено од страна на општина Центар да биде поништено. Не може да има ретроактивно действие спрема чинителите и спрема тие кои што се најдиректно засегнати. Ке се градат ли панорамското тркало и улицата на Кеот? Да се биде триатлонец не е лесно, а да се биде 14 годишен триатлонец од Радовиш е вистински предизвик. Понаутро во 6 часот одам на трчање,
потоа одам на училиште, па после училиште одам на возење велосипед и во приквечерните часови или одам на пливање или трчам повторно. Но каква е жртвата за да се стигне до еден пиедестал? Таткото дал отказ од работа, ја продал колата, земал кредити. Зошто државата не инвестира во талентите? Продолжува емисијата 360 степени. Општината Центар неодамна поништи 4 детални урбанистички планови што го уредуваат просторот во најстрогиот центар на Скопје. Тоа се истите планови кои мнозинството сакаше, но не успеа да ги поништи пред речиси 4 години поради насилните протести пред општината. Но дали е можно Скопје 2014 да се запре во 2017? Дали градбите изградени според новите планови преку ноќ може да станат дивоградби според старите? Одговори на овие прашања бара Петар Клинчарски. Ваква беше работната атмосфера за новата власт во општината со најскапи недвижности во земјата, кога во 2013-та посака да поништи 4 урбанистички плана. Седницата со реден број 5 требаше да стави крај на Скопје 2014-та, но на крај на собраните ставија крај на седницата. Организаторите на демонстрантите тогаш тврдеа, ако се укинат актуелните детални планови, црква во Центар ќе станела дивоградба. Денеска се осомничени. Ги гони СЈО, бидејќи биле параван за бизнис интереси, но и дека црквата си била на истото место и по старите планови. Четири години подоцна и пред крајот на мандатот на градоначалникот и на Советот, од ненадеж седницата број 5 се врати на дневен ред. Без протести, но и без вообичаената координација во матичната комисија, падна одлука. Не важат последните детални планови за најстрогиот центар на Скопје, туку оние пред нив. Кој беше основниот мотив? Сега има некои шпекулации дека основниот мотив за поништувањето на овие дупови стои запирањето на панорамското тркало, изградбата на улицата кај кејот. Значи, во секој случај, главниот мотив е да се обиде нешто да се направи во врска со стопирање на градбите, на објектите од Скопје 2014. Меѓутоа, иницијална каписта се движи некаде тука помеѓу тие објекти кои ги споменат. Улицата на кејот и панорамското тркало се уште не се изградени. Но за 4 години кои поминаа, никнаа многу нови објекти на просторот кои го уредуваат поништените планови. Некои од нив, легално почнати или изградени, преку ноќ станаа дивоградби. Кои се и колку ги има, веќе требаше да има список, но список се уште нема. Ниту општинските служби сакаат на своја рака да ги набројат, но ни дозволија, барем самите да споредиме, кои згради на хартија веќе ги нема или треба да бидат поинакви. Состапувањето на сила на старите планови, кај Бристол сега повторно има зеленило, иако во реалноста таму има државни згради. За тие објекти веќе се потрошени 36,5 милиони евра од државниот буџет. Иако не е ниту почната, сега не може да се гради и катната гаража во непосредна близина. Таа парцела, токму за изградба на гаражата, од државата ја купи приватен инвеститор. Има и такви објекти, кои ги има и во старите и во новите детални планови, но порано било предвидено да бидат помали или пак да служат за друга намена. Токму тука на просторот позади мене е предвидена изградба на така наречените шпански скали. Објектот постои во двата урбанистички плана. Разликата е во тоа што во поништениот неговата висина достигнува до 16 метри, а по ново објектот може да се издигне речиси дупло повеќе, со што ќе ја надмине просечната висина на останатите објекти во опкружувањето. Панорамското тркало сега е дозволено да биде високо до 60 метри. Тоа е за 20 метри помалку од претходно. Засегнато е и новото партиско седиште на ВМРО-ДПМНЕ. Таа останува со иста големина, но веќе не може да биде деловен објект со хотел,
туку стамбена зграда. Листата може да се продолжи на уште неколку објекти, но тоа нема да ја смени логичката дилема. Како објекти кои веќе добиле одобренија за градба, па може би употребни дозволи, сега преку ноќ ќе станат дивоградби. Иако најповикан за овие прашања, градоначалникот Андреј Жерновски не најде време за коментар. Одлуката ја бранеше директорот на Паркинзи центар и председател на општинската организација на СДСМ, Саша Богдановиќ. Се што не е законски од страна на инспекцијските служби, односно службите во општина центар, ќе да се даде предлог за се што е издадено од страна на општина центар да биде поништено. Се од другото останато што е издадено од другите институции, град Скопје, Министерство за транспорт и врски, ќе биде доставено барање до нив тие да си ги поништат своите одобренија за град. Доколку тоа не се случи, спремни сме да покренеме одредени судски спорови преку кои ќе го докажеме тоа. Доколку се поништи, фактички имаат нова состојба каде што веќе важи стариот ДУП во кој што тие маркици не се уцртани, фактички после ќе бидат прогласени за дивоградби. Потоа се има и други правни механизми, значи треба да се прави, ова е навистина сложена операција, треба да се прави проценка што е на штета на граѓаните, што не е и што може да биде на штета на општината. Но доколку ние успееме да докажеме, како што тврдиме, дека одредени работи се незаконски, мислам дека нема да има никаква штета ни за граѓаните, ни за самата општина. Одлуката на власта во општината дури во 2017-та да направи одлучен чекор да го стопира Скопје 2014-та, може би помина без протести, но не и без противници. Против е опозицијата во центар, ВМРО ДПМНЕ. Советникот Илија Илиовски вели дека размислуваат да ги обжалат одлуките пред Уставен суд. Определен објект може да се гради и е валиден објект, значи во законски рамки изграден, само доколку има определена градежно-техничка документација и одобрение од соодветната институција. За кој било објект, според наше сознание, има одобрение за градба за моментално важечките урбанистичко-плански документации кои што важеле во моментот. Се што отпосте може да се направи, не може да има ретроактивно действие спрема чинителите и спрема тие кои што се најдиректно засегнати. Ако некој проба да воведе ретроактивност, тоа е директно кршење на принципот на Уставот кој што вели дека и забранува ретроактивно действие на законите и сите прописи кои што ги носат надлежните институции. Така да, ако некој има сомнение во градежно-техничката документација, тоа требало да го истекне на време во соодветна процедура. Но очигледно немало такво сомнение и сите овие градби што тука ги гледаме биле изградени во определено време и согласно важечката планско-урбанистичка документација која што била на сила. Каква ќе биде правната разврска околу поништувањето на плановите? Можно ли општината да влезе во правни лавиринти во кои излезот на секој од нив ќе значи финансиски последици кои како бумеранг ќе се одразат врз буџетот на центар? Првиот човек на општинскиот совет Шиповиќ вели имале такво искуство и не поминале лошо. Кога дојдовме во 2013 година во општина Центар, општината Центар имаше договор подпишено за изградба на катна гаража кај Нова Македонија. Како што знаете, катната гаража со одлука на Советот е стопирана градбата и кредитот кој е земен од Лјубљанска банка за таа намена е поништен, и се плаќат само некои ситни пенали кои што подразбираат поништување на кредитот. Понатаму за училиштето кое се гради во Капештец, земен е нов кредит и тој училиштето во Капештец се гради со тој. Но за разлика од катната гаража како единствен објект, во конкретниот случај се работи за десетици објекти кои чинат преку 100 милиони евра. Доколку истите на било каков начин се проба да бидат реализирани, дополнително може да предизвикаат фискални и финансиски импликации од несогледливи размери, како за граѓаните на општина Центар, особено тие кои што живеат на потегот на овие 4 урбанистички локации, така и за тие кои што инвестираат, односно сепак имаат допирна точка со која било локација на овие 4 детални урбанистички планови. А да не зборуваме како сето тоа може да се рефлектира на самата општинска администрација, односно на самата општина Центар. Мислам дека општината нема да претрпи ништо. Нормално, одредени средства за комунали ќе треба да се вратат, да се направи, но сепак, од друга страна, па многу е поголема штетата за незаконско и ненормалното трошење на парите на граѓаните што ги троши владата од буџетот на Република Македонија. Ние, по тоа што имаме информации, нормално не
Не можеме ние тоа да го тврдиме, треба службите во општина Центар, ама потоа што имаме информации, има начини на кои што може тоа да се превземе без општината да претрпи штета. Не сме ние криви или општината да биде крива за некој што претходно нешто издал незаконски. Значи ние треба да констатираме тоа, истото да го поништиме и да си бараме по регуларен пат тоа да се случи. Така да ќе се ја барава штетата од тој кој што му го ветил, издал тоа одобрение, односно учествувал во целата таа работа. И по 4 години локална власт, различна од централната, во општина Центар неизвестноста ќе продолжи, но интересите ќе останат, зашто влогот е огромен и политички, но пред се финансиски. Индивидуалните спортисти во Македонија тешко го наоѓаат своето место. Честопати се потценети и невидливи за јавноста и надлежните федерации. Таков е и триатлонот, спорт за кој во Македонија малку се знае, а има реални шанси да ја прослави. Во морето фудбалери, кошаркари и ракометари својот пат кон Олимписките игри го пробива 14-годишниот радовишанец Давид Мијалов. Семејството решило да вложи се што има за да му овозможи развој, но зошто доволно не вложуваат општеството и државата? Никола Здравковиќ. Ново утро се буди над Радовиш. За мештаните на ова мирно градче, само уште еден ден кој, како што велат, ќе го прекратат со кафе муабет. Но некаде во пукнатините на здодевното радовишко секојдневие се раѓа еден сон. Да се биде триатлонец не е лесно, а да се биде 14 годишен триатлонец од Радовиш е вистински предизвик. Но сонот на Давид Мијалов ги надминува 60 квадрати без парицата и македонските граници. Неговото остварување започнува секое утро во 5:30. Будното око на таткото Милче го следи секој чекор. Дојде до одреден момент да јас повеќе немам контрола над него во однос на секундант, каде што тренизиве стигаа секојдневно, а јас во обврските работни како во армијава немав повеќе време да му ги дадам. И едноставно решивме дома дека е потребно некој да биде жртва. За жал или за среќа, не знам ќе каже времево, решивме дома, одлучивме да мојот работен однос сам, самоиницијативно го прекинам со образложение сами на себе како фамилија дека крајно време е да се посветиме таму каде што ни е место, а тоа е семејството и успесите на Давид. 375 метри пливање, 10 километри велосипед, 2,5 километри трчање. Во земја каде децата сонуваат да станат фудбалери и кошаркари, како ли се раѓа љубов кон триатлон? Почетокот на 2012 година на базенот во Радовиш имаше деца кои плива, потоа одеа да возат велосипед или трчаат. Па јас како љубопитно дете сакав да пробам, ги прашав моите родители дома, ми одобрија и почнав да тренирам. Првата трка ми беше во Маврово, триатлон првенство, каде што успешно ја завршив трката и оттаму почна се. Скокаш една минута и држиш од 35 па нагоре. Па 5 минути па пушташ, па скок, па спушташ. После правиш 5 минути лагана пауза, ама скрос лагано. Па наутро во 6 часот одам на трчање, потоа одам на училиште, па после училиште одам на возење велосипед
и во приквечерните часови или одам на пливање или трчам повторно. Интелектот постои, значи интелигенцијата ќе давате тука, може да се носи со тешкотите, ама тука се и наставниците кои се во соработка со него, исто така и родителите кои повеќе се залагаат, се одржуваат дополнителни часови кои има потреба од тоа и тука исто така и другарчињата му помогнуваат и ние доста сме коректни како бидејќи сметаме дека тој ќе биде гордост на нашиот град, на нашето училиште, ќе не представува и нас како добри наставници и тој триаголник на соработка помеѓу родител, наставници и ученик секако дека постои за да има успех како што има. Секогаш му стоиме на располагање колку е во наша моќ да му помогнеме. Она што е испуштено се трудиме да се надокнади, се во интерес на Давид и се во интерес на спортот и резултатите кои што тој ги постигнува. Време за одмор многу нема. Патот до базенот не е баш вообичаен. Во Радовиш нема доволно услови, па одам на пливање во базенот Сириус во Струмица, а возење велосипед правам на регионалниот пат Радовиш-Струмица или Радовиш-Тип. Доаѓам со велосипед, возам негде околу 50-40 км, а пливањето ми е околу 3 до 4 км. Морам да ги правам тренировки по пливање, бидејќи тие се најпотребни во овој спорт. Во Македонија Давид е неприкосновен, а добро го знаат веќе низ Европа. И победител во днешното состезание Давид Михајлов од Македонија со време 28 минути и 17 секунди. Но каква е жртвата за да се стигне до еден пиедестал? Ви требаат 360 дена режимска исхрана. Ви требаат околу 280 дена тренинг во трите спорта. Ви требаат план за календар за патување. Ви требаат пари за опрема, која што е многу скапа. Ако знаеме дека еден сервис на еден велосипед годишно чини околу 2000 евра, ќе се земе за податок дека вкупната бројка на годишно ниво со сервис и слично некада допира до 1 милион. Ќе мора сами да бидете жртва. Што ми вреди автомобилот, ако тој не може да отиде на трка, тренирал 3 месеци за таа трка? И која е вредноста на автомобилот пред куќа? Која е? За мене е небитна. Во моментов обстанувавме на начин таков каков што имавме момент за да му помогнеме. Сме земале услови, кредити, автомобилот. Не знам, може утре ќе треба уште нешто друго да направиме, но ама се надевам дека свеста кај општествената одговорност кај одредени приватни и државни институции, не знам кој уште свене, ќе најдат добле сила да не само на Давид, и уште такви као Давид има сигурно уште многу, кај што ќе почнат да расте свест и да се инвестира во истие. Општината помага со околу 2000 евра, што одвај го покрива одржувањето на велосипедот. Неофицијално дознавме дека општината за спорт издвојува 12 милиони денари годишно. Се обидовме околу бројките и распределбата да ги прашаме надлежните, но наидовме на затворени врати и телефони. Сепак, постојат радовишани кои Давид го гледаат како многу повеќе од радовишки триатлонец. Ние се определивме и скоро секој месечно во границите на нашите можности го спонзорираме Давид, во очекување дека тој тоа ќе го оправда, досега го оправдува и дека од нашите простори ќе излезе еден врвен спортист со кој ќе се гордее и градот, а и ние како Бучин, како комбинат. Далеку од фотообјективите и од интересите на надлежните, под падините на Плачковица се раѓа еден олимписки сон.
Несомнено е дека доколку Давид успее да го досонува овој сон, сите ќе сакаат да бидат дел од него, но вистинското прашање е, додека овој сон сега се раѓа, кој е оној кој ќе има на вистина доблест да му помогне македонското знаме на вистина да ги огрее 5 олимписки кругови. Денот полека завршува. Па си ми спред бале. Пола бразилките си укријате. А ти на цигар си одиш на цигар. Одите на сај. Кога говориме за можебите и за некои подолгорочни планови, кои се твоите дострели кои што ги сонуваш да ги оствариш со триатлонот? 2024 година да отидам на Олимпијада и да бидам меѓу првите 3 места на европско или светско првенство. Многу успех за Давид. Во емисијата стигнавме до саботажата на Сречко Поповски. Да ја видиме. Дескриптивноста на председателот компарирана со мотивирачката реторика на екс-премиерот прилично јасна дешифрира страшната конфузија која ја искреираа лицата, на кои очигледно им биле сервирани сосема погрешни податоци за политичката моќ со која располагаат во општеството, кое низ призмата на нивниот 10-годишен ангажман направи мнозинска проценка за тоа кому треба да му се изрази недоверба. Одиме на голема победа, одиме на 63 пратеници. Сега е на некој начин блокирана состојбата затоа што очекуваните резултати не се потврдија. На 11 декември да им покажеме каква Македонија сака овој народ. Господинот Заев ми донесе мене подписи од мнозинство. Ние имаме 120 пратеници во собранието, мнозинство 61, тој донесе 67. Значи тоа е чиста ситуација. Причината за таа валканица која се прави од една прилично чиста ситуација најасно се огледа кога низ прецизен опис за намерите на нечија платформа всушност се представува сопствената политичка агенда. Таа е како огледало со кое се соочува тој што се обидува, криејќи го своето, да подметне туѓо лице. Некој заради лични интереси, заради лични криминали во минатото и заради власт, сака да се прокоцка со државните и со националните интереси. Во таа игра во која доброто се представува како право и устав, а злото како израз на негово непочитување и арогантно кршење на сите принципи. Евиденцијата за тоа кој се наоѓа на која страна се покажува во моментите кога непочитувачите ќе побараат од чуварите на демократските столчиња да станат од таму каде што веќе не им е местото. Стани, Трајко, од тука. Таа желба не е исполнена. Значи јас не сум дедом раз. Стани, Трајко, од тука. Ќе почекаш за да седиш. За одека ќе чекаш и тоа многу ќе чекаш. Вообразеноста се крепи од партиски исценираната улица, која служи како меч кој се заканува дека ќе го дупне демократскиот меф, доколку биде загрозен интегритетот, ама не на државата, туку на личностите, кои по толку долго време на власта почнаа да се поистоветуваат со неа. Таа крајна злоупотреба на патриотизмот во персонални цели, својата рудиментирана форма ја покажува кога според проценките со него се одликуваат загрижените лица кои покрај тоа што се доволно далеку од татковината немаат око склопено за неа. Аце дојде сноши, ја го остави 5 току 9 сато или колку беше 12 сато, не е спан цел нош, да дојде овде и кој ќе заврши овде ќе се врати во 5. Тој е патриот за мене. Ова австралиско родолюбие се чини дека конечно ќе ги обедини скараните, ама не за дух, туку за кеш свети од нивниот непосакуван црковен лидер. Почна да се представува како световен човек, кој за волја на вистината треба да се срами, ако не за друго, туку затоа што не ги знае стиховите. Да знае мојта мајка, гробот да
бископа и на гроба напише тук почива мачени. И на крајот, за тој вриеш од грешно интерпретирани стихови. Па и на CNN може да ги гледате се што постигнала Македонија. Иванов свесно манипулира затоа што на CNN се емитуваат само платените владини реклами за Македонија. Освен ако не навестува дека со сопственото однесување може да придонесе Македонија на вистина да стане тема на CNN. Завршува уште едно издание на емисијата 360 степени. Вие останете налсат и погледнете ја и следната емисија Про Спортс. Од мене пријатно и се гледаме в петок од 22:30.